Општина Виница до 2025 година треба да стане еколошка и енергетски ефикасна општина со рационално управување на водните и шумски ресурси, со развиен бањски спа туризам и производство на здрава храна како предуслов за квалитетен живот. Ова е главната визија во изработката на стратегијата за климатски промени. Општината во наредните 10 години има поставено 68 приоритетни мерки со кои треба да го редуцира влијанието на климатските промени врз секојдневното живење на жителите. 786 жители на Виница и Стибање и околните населени места учествуваа во креирањето на стратегијата, чија нацрт верзија беше презентирана денес од страна на координаторот Олга Стојменова, а присутните имаа можност да го проследат и извештајот за стратегиската оценка на влијание врз животната средина, кој го презентираше Александра Каракашова. Овој стратешки документ треба да дава насоки во реализацијата на сите итни активности на локалната самоуправа. Пред повеќе од година ја почнавме изработката на оваа стратегија, токму овде беше првиот состанок и мислам дека во вистинско време донесуваме на оваква стратегија, бидејќи сме сведоци на климатските промени кои што веќе се случуваат и во нашата општина. Сведоци сме дека зимото имавме екстремно ниски температури, потоа обилни врнежи од дожд, поплави и на крај сега летото не затекне на суша, значи од крајност во крајност. Преку оваа стратегија ќе имаме можност да аплицираме на проекти. Ова година ќе ви кажам дека Македонија негде се случи да имаше 3 до 4 топлотни бранови. Што тоа се директна последица од климатските промени. Таквите топлотни бранови знаеме како се одвиваат негативно на здравјето пред се на луѓето, на екосистемите, на животните, па и на живиот свет. Други работи кои што се случуваат, да речеме, имавме умерени топли зими, кои што нема веќе доволни количини на снег, со тоа што се ограничуваат количините на достапна вода за пиење. Нацрт верзијата од вчера е ставена на увид на јавноста, објавена е на официјалната веб страна на општината. Граѓаните по мејл можат да ги достават своите забелешки, сугестии и предлози, а конечната верзија на документот ќе биде официјализирана со гласовите од Советот. Инаку секоја работна група ќе има за задача да достави по еден проект во својата област, од кој понатаму УСАИД како главен финансиер ќе го подражи и избере најдобриот, кој треба да се реализира од страна на општината. Инаку за изработка на овој документ беше користена методологијата на Зелена агенда, а спроведувач на сите активности е Милио Контакт.